Без да го тупиме многу, да ви кажам што се деша, значи од како се деси последниот лайф, односно не, кога се деси ова со немирите што беа низ Скопје, после тој лайф, после неколку дена добив повик од Државен пазарен инспекторат. Мислам, ова почетоков е смешен. Значи, упадот полициски беше сериозна работа. Упаднаа по членови кои што се казниви од 3 до 10 години затвор. За прва работа ми се јавуваат од ДПИ, тоа е Државен пазарен инспекторат, и ми викаат дека по пријава од УЈП, пријавен сум дека сум имал продавница онлайн на која што сум вршал продажба и така натака. Дали може да дојдат на адреса да ми извршат проверка? Викам, луѓе, никаква продавница не постои, нема такво нешто, викам. Јас не се кријам, не бегам, кажете ми у кој канцеларија треба да дојдам, ќе се објаснија. Се спакував, отидов, културна беше инспекторката што ми го водеше случајот. Одам во ДПИ, седнам таму, добар ден, 3 инспекторки, културни, влагам внатре кој што кажав, седнуваме и ме прашуваат сега за шоп, за ова, за она, виделе, у текст ме, long story short, само ми рекоа, дечко, да ти ја прочитаме прво пријавата, да видиш зошто си пријавен, па ќе видиме после као ќе течат настанија. Значи анонимна пријава, нормално, према УЈП и праќа према ДПИ пријава, и ДПИ ме контактира мене за да видат каква таа нелегална продажба ја извршува, односно изработка, не знам зашо е пријавен. Пријавата звучеше како да пишувал некој со сериозни проблеми. Да го поздравам тој што ме пријавил или тие што ме пријавиле, или не е битно, така што еве, што си направил, ништо не си ми направил, у животот не си ми сменил ништо. Завршуваме таа работа, поминуваат 2 недели и почиња вториот дел. Мада ако во ред така треба државата да си ја врши работата, органите треба да си ја вршат работата, и искрено немам замерка кон никој, поготово од полицајците што ми влегуваат дома. Ќе ви објаснам сега све. Искрено ми докажаа дека институциите работат, ако ништо поише. Пред 3 дена, значи не вчера, завчера, само што се прибрав дома, значи полиција ме чекала да се приберам дома по пријава. Тоа е анонимна пријава, јас не може да знам што е како е, меѓутоа под пријава некој ме пријавил због некое мое видео, овие лајвови што ги правам, и самите знаете дека тие лајвови за кафана лајвстримовите зборам. Прво, на секој лајвстрим што го правам има дисклеймер еден на секој почеток дека тоа видео не е наменето да го гледа никој, дека све хумори се треба дрн-брн. А и самите вие што ме гледате стално знаете дека кафана лајвстримовите се пародија на кафанските стереотипи. И све што е направено у кафана стримовите, нели, хумор, сатира, заебанција, и таквото однесување во вистинскиот живот не е долично. И тоа сум го кажал 100 пати, и дека реквизитите кои што се користат тука се играчки, тоа милион пати сум го кажал, ово, меѓутоа на некој тоа не му било доволно и пријавил, што е во ред. Ми влага полиција дома, ми влегоа, буквално ни тропање ништо, јас не слушнав тропање, ми влегоа, меѓутоа немам што да кријам, отклучено ми е цело време. Си влегоа полицајците, нормално со значки, све, добро вечер, најадење ме фатија, станувам, ја мрсен у рацете риба јадев, влагаат, викам, повели, полиција, добро, викам, полиција, да ви помогнам некако, па полиција, добро, викам, ајде полиција, зашто сте тука, дојди, треба претрес да правиме, добро, викам, убаво што сте тука. Викам, наредба за тоа, дали имате, плюс влезени сте ми веќе дома, наредба некаква имате ли? Да, вика полицајецот, да, ми ја покажа наредбата. У моментот кога ми ја покажа наредбата, значи црно на бело, тука заврши све, знаев дека си имаат наредба од обвинителство и си ги оставам да си ја вршат работата. На почетокот не беа така културни и фини полицајци, со оглед на тоа дека очекуваа да влезат у куќа каде што се очекува да се најдат автомати, зољи, бомби, значи големи количества муниција и така натака. Сега се враќаме нели на наредбата за влез за претрес. По 2 члена беше наредбата, ја фрлив, мислам дека ја искинав, ја фрлив, али знам дека по член 396 100% беше за оружје, значи дека бараат, а за член 288 откако отидов во станица рекоа дека демеки по тој член ќе ме гонеле нешто. Да, полицајците тука веќе настапија фино, нормално го разгледа оружјето све, не чепка ништо додека не дојде адвокатот. Си дојде мојот адвокат, почна претресот, си претресоа, значи детално, нели, цела куќа, сите простори што ги имам, студио, значи подруми, модруми, све што имам. Не би сакал да коментирам сега кој беше нивниот однос, у смисла под кој член влагаат и што бараат, а што наоѓаат. Можам да ви кажам ајде дека дел од нив беа разочарани од наредбата, меѓутоа ајде не се мешам да не ставам некој незавидна нели состојба, можам да кажам само дека беа културни. Веќе почна и на шала на смеа кога се дека не сум криминалец, дека немам бомби дома, дека зољи немам, дека и тоа што го имам, што и да е со дозвола, значи уредно пријавено во МВР, има заведено и така натака. Беа 2 единици полициски, околу 2-13 полицајци беа, значи крим техника имаше мислам нека крвни деликти, организиран криминал или насилен криминал, неколку единици беа. Додека тие крим техника и така натака праја, пустеа, штуреа,
јас со овие други што беа неиспомождувани си правев моја, поминаа 2-3 сата, нели чекање адвокат ваму таму, при што морам да напоменам дека некој некаде инсистираше дека морам да бидам лишен од слобода, дали така е по оперативни, како се вика, сознание, по тоа што ми влегува, иако не најдоа ништо нелегално, ипак ми кажаа дека мора да бидам лишен од слобода, односно ухапшен, значи имаше хапшење, иако не ми ставаа лисици, ништо такво, отпор никаков, мислам јас си соработував цело време. Вика мора да те однесем у станица, мораш да доеш со нас, да даеш таму изјава, исказ едно друго, затоа што у пријавата стоело и дека сум пукал на видео, иако сите вие што ми гледате кафа на лайв стримовите, знаете дека пукање на видео не постои, можете слободно, иако се тие members only, тие што сте мембери можете отворите и ќе видите дека мислам ја им реков на полицајците слободно, јас ќе ви дам, не ви треба налог, ништо, јас ќе ви отворам сите видеа. Ако најдете некаде на стрим кај што пукам со огнено оружје, па и со било какво оружје што се гледа на видео, слободно лисиците и да ме носите. Такво нешто не постои. И да постои нешто звуци овона што се тиче мене, лупам со шише у зид, значи не поседувам автоматско оружје за таков рафал да има да се слуша. Не би сакал тука да коментирам. Кога ќе дојде време јас да се објаснувам, ако дојде време да се објаснувам, ќе си кажам тоа што имам, јас си дал изјава и се така натака. Бев однесен во Пролече полициската станица. Таму можете да замислите на каква реакција најдов кога ме видоа полицајците дека сум ухапшен. По наредба на јавен обвинител бев пуштен, односно слободен. Адвокатот мој провери све тоа, значи он уште на стартот дојде со смеења и дека тешка глупост е ова што го прават, додека најдов и на сложување од некој од полициските службеници, што не е битно кој каде, дали бил инспектор, обичен полицаец, не знам, началник, не е битно. Завршивме све се заврши, значи некаде кај 5:30-6 поручек влезе полицијата, со претрес све ово, но јас во 12:30 вечерта бев дома. Значи околу 6 сати траеше се ова. Рекоа ке имало вештачење на оружјето, се видело дали стварно тоа сум пукало во она. Ја им реков луѓе, парафинска ракавица одма да ми направите, значи ни на стрелиште немам пукано периодов, така што слободно јас давам без налог, без наредба, без ништо, слободно направите ми. Иако сум пријавен